понеделник, 1 април, кратки вести во 12 часот. Градежните работи на трговскиот центар Охрид Мол се пред крај. Ги координираме датумите за отворање, информираат од Фортон Инвест за Супер Радио и Охрид Прес. Во моментов ги координираме датумите за отворање, пред се водејќи се од закупците, посебно од модните брендови кои имаат сезонски колекции. Градежните работи ги финализиравме и се пред крај. За поточни информации ќе ја информираме јавноста дополнително во текот на следниот месец, потенцираат од Фортон Инвест. Додаваат дека во однос на тоа кои брендови ќе бидат застапени во објектот во овој момент не можат да ги објават јавно нивните имиња поради доверливост на информации. Во Охрид денес сончево време со мала локална облачност, ке дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Максималната температура ќе се искачи до 23 степени. Веќе втор ден ова е најавата за временската прогноза на Управата за хидрометеоролошки работи за регионот на Охрид. Сепак она што може да се види на терен веќе втор ден во Охрид е сосема поинакво. Облакот од прашина и песок од Сахара останува над Балканскиот полуостров. Количината во воздухот е доволна за да може и визуелно да се забележи. Овој феномен е се почест последните години, откако сахарската прашина доаѓа во регионот поради зголеменото опустинување во Сахара. Охридскиот меѓу судовите во Република Македонија, каде се чека најдолго за решавање на предметите во просек по 146,54 дена. Во просек за решавање на предметите на државно ниво граѓаните чекале од 20 до 200 дена. Основните судови низ земјава минатата година отпримени вкупно 578.577 предмети, решиле 96,5% или 558.336 предмети со просечно време на решавање од 74,8 дена. На почетокот на годината имале 93.072 нерешени предмети од претходниот период, додека на крајот на годината го зголемиле тој број за 20.000 на 113.313. Времето денес сончево со мала локална облачност, дува слаб до умерен јужен ветер, максималната температура во Охрид до 23 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.